Последни вести за денеска. Заменик министерот за здравство Јовица Андовски потврди за Канал 5 дека од Државниот санитарен и здравствен инспекторат денеска е побарано да биде извршен вонреден инспекцијски надзор во општата болница во Кавадарци и на детската клиника во Скопје во врска со смртта на 3-годишното детенце од Кавадарци. Родителите на момченцето од Кавадарци, кое почина вчера изутрина на пат кон скопските клиники, ги повикуваат надлежните во државата да испитаат можна лекарска грешка во врска со смртта на нивното дете. Изутрината во 20 минути до 3 часот ме разбуди сопругата со детето во рацете омалаксано и ми рече да станам брзо оти неарно синчето. Најпрвен побаравме лекарска помош во Кавадарци, но ми се чини дека нашата ситуација не беше сватена сериозно. Затоа бараме да се формира комисија која ќе ги утврди точните околности под кои настанала смртта, вели таткото Тони Стојанов во изјава за МИА. Како што претходно соопштија од полицијата, 3-годишното детенце било починато донесено на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц побара одложување на гласањето за извештајот за Македонија за 24 јуни. Во образложението тој нагласи дека бил сведок на интензивни политички дебати, но дека целосно стои за документот. Поддршка доби и од други европратеници, додека членовите на комисијата од Бугарија му се заблагодарија на, како што кажаа, мудроста да го одложи гласањето. Во предлог извештајот на Вајц, за кој официјална Софија се крена на нозе, постојат неколку референци за признавање на македонскиот јазик и идентитет, нешто што бугарските пратеници сакаат да го променат за да ја потврдат тезата за така наречена сегашна македонска нација. I must say that I absolutely stand behind my report. All groups have been involved into the negotiations. All groups have participated in forming these compromises. This is a report of the European Parliament and the European Union to the state of accession when it comes to the country of North Macedonia. This report is not intending or is not there to solve bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia. Still, we know that also bilateral relations, but also the let's say, rule of law, treatment of minorities, communities, and so on, is a European issue. Sorry, but colleague Valchev, you have announced 3 lobby meetings in the whole term. That's all that is to be found in your lobby register. And I know sometimes we're a bit overburdened with work in our offices, and I want to give you the opportunity to update your lobby register, and I would like to find you all back in voting for this report. Предлозите на владата за нов министер за здравство и нов заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство в понеделник ќе се најдат пред пратениците. Собранието, 54-та седница во овој состав ја закажа за понеделник во 11 часот, а пратениците ќе расправаат за предложените имиња на овие функции. Азир Алиу е предложен за министер за здравство, а за заменик министерска позиција во земјоделство предложен е Албрим Хоџа. Азир Алиу е поранешен министер за информатичко општество и администрација и е дел од Алијансата за албанците која останува во коалицијата Вреди по оставката од 15 мај годинава на Арбен Таравари и неговата одлука да замине во опозиција. Проектираната стапка на раст на македонската економија е остварлива, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Според неа, ваквиот резултат ја ставил земјава на листата на 5 земји со најдобар економски раст во првиот квартал во Европа. Од опозицијската СДСМ пак обвинуваат дека економијата е пред колапс. Повеќе од Сандра Спасовска. Растот од 3% во првиот квартал од годинава кој го измери Државниот завод за статистика е вистински показател дека проектираниот раст за годинава од 3,7% е остварлив и ќе биде мотор за остварување на повисоки стапки на раст на среден рок, кој просечно би изнесувале 4,7%. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска задоволна од бројките, вели владините економски политики ги даваат резултатите. Фокус според неа сега се става на домашните компании
промени, подобрување на бизнис опкружувањето, привлекување на повеќе странски инвестиции, отворање нови работни места, повисоки плати и подобар стандард за граѓаните. Ваквиот резултат не стави на листата на 5 земји со најдобар економски раст во Европа во првиот квартал по Ирска, Данска, Полска, Литванија и покрај ограничувачките фактори од надворешната побарувачка, имајќи предвид дека економската активност во Германија, како наш најзначаен трговски партнер, во првиот квартал е намалена за 0,2%. Градежништвото забележа раст од 7,1% и ова е сектор кој во иднина очекуваме да биде главен двигател, имајќи го во предвид целиот оној инвестициски циклус кој што го најавувавме. Од опозицијската СДСМ пак обвинуваат дека економијата е пред колапс, велат платите во институциите доцнат, реализацијата на капиталните инвестиции е по 20%, а милиардата од Унгарија според партијата се потрошила за сервисирање на редовни обврски, а не за капитални и економски проекти. Зборуваат за тоа дека Македонија е економски тигар, а проекциите за економијата покажуваат нешто сосема друго. Економски раст од најмногу 2,8% во услови кога инфлацијата е над 3%. Тоа, почитувани, не е раст, тоа е негативен раст. Македонија не оди напред, туку тапка во место или уште полошо се враќа назад. Министерката Кучовска најави дека најдоцна до 25 јуни ребалансот на буџетот треба да влезе во собраниска процедура, но за сега нема детали во која насока ќе се движат расходите, односно каде ќе се прави пренамена на парите. Министерката за финансии вели течат преговорите со буџетските корисници, а за 2 недели од сега би требало да бидат исцртани и првичните контури. Приватните превозници ги паркираа автобусите. Велат дека нема да се обраќаат додека ЈСП не ги уплати средствата кои им ги должи. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска пак утринава преку социјалните мрежи обвини дека владата планирала дестабилизација на главниот град преку јавните предпријатија. Повеќе од Здравко Димитров. Приватните превозници повторно се повлекоа од скопските улици. Тврдат дека ЈСП им должи речиси 2,5 милиони евра веќе 6 месеци. Тие велат дека и покрај нивните алармирања дека автобусите ќе останат без гориво и дека нема да можат да исплатат плати на нивните вработени, сепак од ЈСП ги игнорираат. Тие ветија дека веднаш ќе се вратат на скопските улици, откако она што им се должи ќе им биде исплатено. Виновен е ЈСП затоа што не ни ги уплаќа средствата. Имаме информација дека градот Скопје има уплатено 40 милиона денари за нас, за приватните превозници минатата недела, меѓутоа ЈСП се уште не ни ги уплаќа средствата. Ние ги чекаме тие пари, нека ни ги уплатат и веднаш ние ќе ги вклучиме автобусите за да не чекаат граѓаните на овие пеколни температури. Купниот долг е над 150 милиона денара и ни се должи од месец декември. Знаеме дека е мала сумата, но во интерес и на работата, и на градот, и на граѓаните, ние со тие средства за одредено време ќе можеме да возиме. Сега нека не ги пуштат парите, веднаш автобусите ќе се вклучат. Градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска утринава преку Facebook статус рече дека е известена за веќе испланирана дестабилизација на град Скопје, почнувајќи од ЈСП и комунална хигиена, а за тоа ги обвинува ВМРО ДПМН и вреди. Од ВМРО ДПМН пак порачаа градоначалничката да не бара изговори за незиното неработење. Градоначалничката да не си прави алиби за својата неработа, единствениот извор на хаос во градот Скопје е токму таа. Арсовска се најде во фокусот на вниманието откако отвори јавна војна со чаирскиот градоначалник Ганил за дивоградбите. За една од нив обвинителството веќе отвори истрага, а од влен денеска најавија и контраудар. Тужба против градоначалничката на град Скопје поради злоупотреба на службената должност. Покажаа фотографии од зграда за која тврдат дека е дивоградба, а од Арсовска побараа одговор во чија сопственост се зградата и земјиштето на која што е изградена, како и дали таа е учесник во отстапување од урбанистичкиот план. Толку во вестите. Пријатно.